Дали во Македонија, секако од страна на државните институции, факултетите, владата, меѓународните организации како UNDP или бизнис секторот, од кој што имаме денеска представник, постојат анализи околу поврзаноста на човековото уништување на природата и климатските промени. Кога зборам за човеково уништување на природата, мислам на сечење на шумите, палење на шумите, загадување на езерата, на воздухот. Посебно во тие региони, нели, каде што се забележуваат екстремни климатски услови и ефекти. Дали постојат некои национални планови за зачувување или обновување на природата и дали е возможно природата и нејзиното зачувување од човековото уништување да бидат клучен фактор или да помогнат за намалување на ефектот од климатските промени, посебно во секторите од каде што имаме денеска представници, односно во земјоделството, фармерството, метеорологијата и така натаму. Сакам да кажам дека во рамки на националните извештаи за климатски промени има посебни поглавја каде што се обраќа внимание на ранливоста. На ранливоста сега зборам за така наречениот AFLU сектор, значи Agricultural, Forestry and Other Land Use, значи земјоделство, шумарство и друг начин на искористување. Значи зборам за мојот сектор и таму се прават анализи за тоа колкава е ранливоста на земјоделскиот сектор во однос на ефектите од климатските промени. Знаете како еднаш еден познат експерт ми кажа, рече, ако впериш прст кон некој дека е виновен за нешто, погледни си раката дека 3 прста се свртени на кај тебе, само еден е на кај. Така што ние најлесно ние да обвиниме некој дека нешто се случува, а сами да си прифатиме дека сме виновни за тоа што се случува, никогаш не го прифаќаме. Така и ова обвинување кон земјоделците дека се виновни заради климатските промени, никако не го прифаќам и никогаш нема да го прифатам, затоа што земјоделците се тие кои што произведуваат храната и се борат со климатските промени и се потешко им е да произведат храна. Еден земјоделец не сака да го заштити неговиот род 10 пати во годината затоа што има од климатските промени, затоа што има врнежи, затоа што има поплави, има појава на болести. Тој сака 3 пати да го заштити и да има поздрав, нели, производ, но како ќе опстане, како ќе екзистира ако го заштити 3 пати, а сите овие болести им се накачат, нели, на плодовите и тој едноставно екзистира од тој плод и не може да го прехрани сопственото семејство. Ние треба да обрнеме внимание за сите чинители од страна, како што кажа и господинот, се извинувам, го заборавив името. Значи колку се сечат шумите, колку земјоделското земјиште прераснува во урбани средини, плодно земјиште се пренаменува за градежно. Ние такви анализи треба да имаме како држава и се вкупните сите нели чинители да се вметнат во тие анализи и да се виде кој колку загадува и кој колку придонесува за да се спречи тоа загадување и тие климатски промени.